Јануарските температури кои паднаа и под 25 целзиусови степени предизвикаа мрзнење од различен степен кај лозјата и овоштарниците. Стручњаците кои по стоплувањето на времето излегува на терен проценуваат дека во различни делови на Кочанската котлина различен е степенот на измрзнатост. Не се работи за целосно уништување на насадите, туку за оштетување кои негативно ќе се одразат врз приносите, поради што ќе мора многу да се внимава при процесот на кроењето. Затоа на овоштарите и лозарите им се препорачуваат да се посоветуваат со соодветни агроинженери за да осознаат како да му пристапат на кроењето, кои стебла, гранки или пупки да ги остават, за да возможат што подобра и побрза регенерација на растенијата. Особено треба да се води сметка за новите насади кои немаат доволната развиеност и отпорност кон атмосферските влијанија. Инаку во пресрет на празникот на лозарите Свети Трифун, поединци веќе започнаа со подготовка на лозјата за закројување и кроење. Поедини сопственици кои имаат поголеми површини, практично од викендот работат на редовно кроење, претпоставувајќи дека екстремно ниските температури нема да се повторат и дека наскоро вегетацијата ќе започне да се буди и развива.